Ваше Високопреосвященство, митрополите Европски Константин, да почнам со зборовите на Свети Игнатий Богоносец, како што тој му се обраќа на Свети Поликарп Смирнски, дека во вашата личност ја гледаме целата полнота на епархијата која носите и која носите, може би изгледало малку претенциозно и повторување на неговите зборови. Но дека овој народ, овде собран во Крушево, го гледа тоа и го познава тоа во вашата личност, тоа е, бидете сигурни и пресигурни во тоа. Затоа што овој народ кој е собран не само да ве поздрави вас, туку да ги прими даровите на Светата Евхаристија која ја принесовте, за сите и за се ви е благодарен. Од името на сите јас ја пренесувам таа благодарност. Ваше Високопреосвященство, вие прв пат доаѓате од како сме ние назначени во оваа епархија, но тоа не значи ниту последен пат дека ќе бидите, како што се договараме, ќе ни бидете гостин и за Илинден, и ќе изразите вашата доброприкладност и во тој ден пред овој народ. Меѓутоа, она што може би сакам да го нагласам, а да не бидам многу обширен, е тоа дека во оваа епархија ви посакувам да се чувствувате како дома. Знаеме сите кои потешкоти ги имате во однос на редовноста на богослужбата во Европската епархија, дека не можете стално да бидете таму. Затоа чувствувајте во оваа епархија како во своја епархија. Ќе направиме распоред да богослужите на сите места каде што ќе посакате и каде што секако ќе може има услови да служи архиереј. Значи, еве, уште од овој месец, уште од после оваа света литургија, да се договорите со секретарот на кои датуми сте во можност да послужите, да му послужите на народ во света епархија. Ви благодарам од името на сите уште еднаш за оваа света литургија која ние отслуживте, на која се причестиме со даровите кои ни ги дава Господ. Овој народ секако гледате како со воодушевување ги следи сите ваши жекори и така нека биде и нека остане во сите времиња. Да се здрави и живи Ваше Високопреосвященство, мир и благослов секојаш да ни носите во оваа епархија. Амин. Сакате? Јас само накратко уште еднаш да се заблагодарам најпрви на Господа Бога што имав ова можност да бидам денеска заедно со вас на оваа света литургија, па потоа и на мојот брат во Христа, кој, како што спомена, не само што за денес искаже својата милост да бидам гостин овде, во овој град кој навистина секоја со радост го посетувам. Ме врзуваат убави спомени секогаш за овој град и секоја со радост сум доаѓал и оно колку што сум можел и сум богослужил, но тоа било ретко. И се радувам на таа можност што владиката го покажа своето братолюбие и човеколюбие, како стотникот денеска што се грижал за својот слуга. Ете, тако вид на братолюбие покажува и вашиот надлежен митрополит Јован, со тоа што ги отвара не само вратите на црквите за да можам да дојдам и редовно да богослужам, кој своето срце да заедно да се молиме едни за други и еден ден заедно и да се настаниме во Царството Небесно. Сполај ви, Владико Свети, и дај Боже што долги години да се гледаме. Здрави.